Изложба на оригинални рачно изработени мартинки од Македонија, Романија и Бугарија, едукативни панели, продажна галерија со ракотворби и креативни работилници за деца ке има на традиционалната манифестација Среќна баба Марта 2018, која од 26 февруари до 4 март ке се одржува во трговски центар Рамстор, а во организација на ХАЕМУС. Културните обичаи поврзани со прославувањето на 1 март, мартинки, станаа дел од светското нематеријално културно наследство и се впишаа во репрезентативната листа на УНЕСКО. Со цел да се промовира нематеријалното културно наследство, ХАЕМУС во 2013 година го стартуваше Денот на баба Марта, проект за заедничките културни традиции на Балканот, кој прерасна во традиционална манифестација која што по 5 пат ке се одржи во Скопје. Оваа година традиционалната манифестација под мотото Среќна баба Марта 2018 подарете на најблиските мартинка за среќа, љубов и здравје ќе се случува од 26 февруари до 4 март од 10 до 18 часот во трговскиот центар Рамстор. На оваа традиционална манифестација која ние ја нарекуваме Среќна баба Марта, како што и си честитаме кога си поклонуваме мартинки, ќе се одржува од понеделник 26 февруари до 4 март. Секоја година горе-доле ова изложба има неколку компоненти. Значи на различни дрвца ќе бидат изложени традиционални мартинки од Македонија, Романија и од Бугарија, кои ни се поклон од наши партнери што сме ги имале од тие држави. Потоа ќе има едукативни панели на македонски и на англиски јазик, ќе има детско креативно катче и еден мал продажен штанд со ракотворби, каде што оние што сакаат ќе можат да си купат мартинки. Директорката на издаваштвото во Арсламина Бранка Бугариска наведе дека по повод празнувањето на Среќна баба Марта 2018 во соработка со ХАЕМУС е изработена тројазична книга на македонски, англиски и албански јазик за мартинките, што е адаптирана за деца од предучилишна возраст. И ова издание се вклопува во овие активности кои што се планирани и поврзани со празнувањето на баба Марта и мартинките. Во претходни разговори, заедничка соработка, дојдовме до идејата дека навистина е потребно да и на најмладите генерации да им ги представиме што точно значат мартинките. Многу од нив веќе знаат, тие веќе самите изработуваат, уживаат во сето тоа, меѓутоа убаво беше да им представиме што тоа значи, кое е традиционалното наследство. Исто така да им дадеме дури и некакви идеи како самите да се ги изработат. Исто од особена важност беше да токму ова издание оди и на 3 јазика за да може да стане што подостапно на што повеќе јазици и што повеќе деца. Изработката и поклонувањето мартинки на најблиските е традиција која во Република Македонија и на овој ден карактеристични црвени и бели мартинки се разменуваат или се подаруваат на најблиските и се носат закачени на облеката или врзани од зглобот на раката. Постојат различни обичаи при традиционалното подарување на една мартинка. Генерално таа секогаш е со конци од црвена и бела боја, меѓусебно испреплетени или исплетени, од кои црвената ја символизира бојата на крвта, а белата на чистотата. Се подаруваат на 1 март во чест на баба Марта и се носи околу раката или закачена на облеката се додека расцвета првото дрво или пак додека не се здогледа првата ластовичка или првиот штрк, а потоа се закачува на дрво со желби за сопственото и за добро здравје на своите блиски во тековната година. На трибина